Почитувани, Божи благослов на сите вас. Денешнава тема моја гласи дали треба да ја обожуваме Марија. Тоа веќе го најавив и сега ќе одговорам. Марија. Треба ли да ја обожуваме Марија? Одговорот секако гласи не. Треба ли да се молиме на Марија? Секако не. Може ли Марија да не спаси, да не ги прости гревовите, да посредува пред Бог Таткото преку Исус Христос? Секако не. Зошто? Тоа што го тврдат некои дека Марија, мајката на Исус, се вознесела на небото во своето тело, е лага. Чиста лага и тоа најчиста што може да биде. И доаѓа од таткото на лагата, од ѓаволот. Марија не е вознесена на небото како што беше вознесен Исус. Марија во ништо не може да го имитира Исус. Таа не е присутна насекаде како Исус, за да ги слуша молитвите на сите во исто време. Ниту пак е безгрешна. Ниту има некоја улога во небото пред Бог Таткото. Марија си беше една скромна еврејка, побожна, преку која дојде Исус Христос за спасение на човечкиот род. На Марија не треба да й се доделуваат божествени почести, во никој случај. Бидејќи божествените почести му припаѓаат само на Исус, нашиот Господ, единствениот светец и посредник за нашите души. Што значи, Марија не е вознесена на небото, таа е распадната или изгниена, како и сите распаднати и изгниени човечки тела на овој свет. Марија беше грешница, како и сите човечки битија што постојат на овој свет, бидејќи го носеше зародишот од Адам. А се што е родено во Адам, тоа е грешно. На Марија требаше Божјата милост за спасение на незината душа, како и на секој од нас што му треба Исус. Ако некој ме праша зошто така зборувам, ќе му одговорам дека така сум научен од Библијата, така ме учи Библијата, Господ Исус Христос. А Библијата е единствен авторитет за мерење на вистината. Биди благословен со оваа вистина што ја слушаш. Почитувани, во Библијата постојат многу значајни нешта за Марија. Ако го погледнеме незиниот живот, таа беше девица кога го родила Господ Исус Христос. Тоа е запишено во Лука 1 глава, 34 стих. Потоа во Матеј 1 глава и така натаму. Таа, Марија, му веруваше на ангелот кога и кажал како и на кој начин ќе зачне, дека тоа што е во неа што ќе зачне е од Светиот Дух. Марија веруваше, што значи таа имаше силна вера. Таа беше блажена меѓу жените и многу возлюбена од Господ, затоа што ќе се роди Спасител преку неа. Таа, Марија, го прославуваше и го славеше Господ, согласно Лука 1 глава, 46 до 55 стих. Зошто? Затоа што беше верна и предадена на Господ. Тоа што вели дека ќе биде блажена низ родовите, сакаше да каже дека од тој род што ќе произлезе Спасителот ќе се зборува насекаде, низ сите поколенија, бидејќи евреите за некои големи настани имаа своја традиција. Но Марија тоа не го поврза или поврзува со нејзино обожување. Туку ќе се пренесува од род во род, нејзиното дело како што е и како што се пренесува. Постојано до денешен ден зборуваме дека таа го роди Спасителот. Сепак, почитувани, овие прекрасни карактеристики по ниеден основ не го гарантира нејзиното обожување. Доколку некој се обиде да й се поклонува и да ја обожува Марија, го прекршува Божиот збор. На кој начин? Тоа што е запишено во Лука 4 глава или во Стариот Завет на многу места се вели: ќе му се поклонуваш на Господ, твојот Бог, и само нему ќе му служиш. Од ова јасно произлегува дека Бог
Неа дели својата слава со ниедно друго создание, па ниту со Марија. Во книгата на Јован, односно Јованово откровение, Јован сакаше да му се поклони на ангелот кој му се објави, но ангелот веднаш го прекори или му рече поклони му се на Бог. Тоа е запишано во Откровение 22 глава 9 стих и 19 глава 10 стих. Никој, освен Бог, не е достоен за нашето обожување, за нашето прославување. Дајте му на Господ славата на неговото име, поклонете му се на Господ во света промена. Тоа е запишано во Псалм 29, 2 стих. Значи, и покрај добрите карактеристики на Марија, таа имала некои проблеми што се заеднички на сите луѓе, односно, како што реков, таа беше родена во грев. Во Лука, 2 глава, 22 до 24 стих се вели дека Марија принесе жртва според законот кој што налагаше жртвување, согласно Левит, 12 глава, 8 стих. Жртвата се принесуваше за грев и откуп, така што тоа важеше како за другите луѓе, така и за неа. Некои учат дека таа немала грев, односно била безгрешна. Но тоа не е вистина. Согласно според Лука и според Павле, јасно е нагласено зашто сите сгрешија и неа заслужуваат Божјата слава, или сите се лишени од Божјата слава. Тоа го вели Павле во Римјаните, 3 глава, 23 стих. За поклонување на Марија мнозина користат нејзина слика, или кип или статуа како можност за обожување. Дали е тоа потребно? Секако не. Согласно Библијата, тоа е идолопоклонство и кршење на втората заповед. Во Излез, 20 глава, 4 и 5 стих е запишено: Немој да си правиш резан лик, ниту некаква слика, на она што е горе на небото, или долу на земјата, или во водата, или под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, зашто јас, Господ твојот Бог, сум ревнив Бог или љубоморен Бог, ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до 3-то и 4-то поколение. Понатаму, Марија мнозина ја нарекуваат Пресвета Богородица, сакајќи со тоа да се нагласи незината вечна девственост. Тоа е апсолутно спротивно на вистината и на целото писмо, на целата Библија. Марија имала и други деца по раѓањето на Исус. Се смета дека имала 7 деца. Имала 7 деца. Во Марко, 6 глава, 3 стих се спомнуваат неговите браќа. Некои луѓе сакаат да го одбранат лажното учење за вечната девственост на Марија, нарекувајќи ги неговите вистински браќа дека се братучеди. Но, овие браќа и сестри што се спомнуваат во Марко 6 глава 3 стих биле деца на Марија, а и браќа и сестри на Исус. Апостол Павле во Галатјаните 1 глава 19 стих го спомнува Јаков братот Господов. Понатаму, мнозина го прифатија учењето дека Марија може да посредува помеѓу Исус и луѓето. Со други зборови, тие учат дека треба прво да се помолиме нејзе, за да може таа да посредува пред Исус за да се дојде до Бог. Зашто човекот, како таков, не може директно да му се моли на Исус. Ваквото учење директно противречи на она што е запишано во Библијата. Во 1 Тимотеево писмо, 2 глава, 5 стих, Павле вели дека само Исус е посредник и никој друг. Исус во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих, вели дека тој е патот, вистината и животот, и дека никој не може да дојде кај Бог Таткото, освен преку Него. Јасно е, има само еден посредник, нема двајца. Единствен пат до Бог е Исус, а не Марија. Марија не посредува за никого, никогаш и нема да посредува. Мнозина денеска, тие што се молат на Марија, се во заблуда. Дали е тоа во ред? Секако не.
Марија не може да се застапува за тебе и за мене и да ги слушне вашите молитви, вашите потешкоти и вашите проблеми или да прости нечiji грев. Тоа го може само Исус и Светиот Дух. Во Римјаните 8 глава 26 стих е запишано: И така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се помолиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А во Евреите 7 глава 25 стих е запишано: Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бог, зашто секогаш живее, запомнете, секогаш живее за да посредува за нив. Што значи, Марија во ниеден случај не е посредничка за нашите души. Понатаму, во Дела на апостолите, 16 глава, 31 стих е запишано дека нема друго име дадено под небото преку кое можеме да се спасиме, освен името на Господ Исус Христос. Тоа е односно 4 глава 12 стих, а во 16 глава 31 стих таму се вели: верувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и твојот дом. Што значи Исус е единствен посредник за нашите души. Да живееш и 1 милиарда години и нон-стоп да се молиш на Марија со пости, со разни измачувања, Марија нема да те слушне. Тоа е погрешна молитва на погрешна личност. Само Исус може да те слушне и да ти помогне. Марија не може да те спаси. Само Исус и никој друг. Затоа, почитувани, Библијата вели: зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Молитви на Марија никако. Овие обичаи и традиции се лажни учења, додадени во текот на историјата за некои лични потреби и за потреби на црквите. На некои цркви кои не го испитувале писмото како што треба, па си дозволија тие цркви без страв и почит кон Бог да го вметнат тоа како дека е библиско учење. Учења надвор од Библијата се секогаш ерес и остануваат ерес. Бог да ве благослови и дајте му слава само на Исус, кој може да посредува за тебе, да ти помогне кога требаш, кога имаш потреба, да ти ги прости гревовите ако си сгрешил и да ти даде вечен живот, вечно небесно царство. Помоли му се на Исус, а не на Марија. Марија не е во небото, односно да се моли за тебе, туку се моли Исус Христос за тебе. Бог да ве благослови. Амин.